Почитувани колеги, ја започнуваме 61-та седница. Со задоволство констатирам дека на оваа седница сме сите тука. Беше предизвик да учествуваме на јавен оглас за избор на членови на Државната комисија за спречување на корупцијата, бидејќи за прв пат се спроведе целосно транспарентен избор со вклученост на јавноста и граѓанските организации, мерит и ветинг на кандидатите, што во крајна линија овозможи целосна независност на членовите. По овој предизвик се редеа низа други предизвици со кои се соочувавме и успешно се справувавме. Половина мандат го поминавме во речиси исти материјално-технички услови и човечки ресурси, како и претходните комисии, но со својата посветена, професионална, непристрасна и неселективна работа испорачавме многу поразлични резултати и успеавме негативните оценки на Европската комисија за претходните години целосно да ги промениме. Она што е најголем белег на нашата работа е проактивноста во работата и целосната транспарентност и отвореност кон медиумите и кон граѓаните. Сите седници на комисијата се јавни и достапни. Промовирањето на интегритет, честност и јавност во работењето на институции и организации е важен дел во изградбата на доверба во општеството и спречување на корупцијата. Тие принципи креираат околина каде што одговорните постапки се почитуваат, а недозволените активности се санкционираат. Се трудевме релевантните информации да бидат лесно достапни за јавноста. Ова вклучува објавување, анализи, финансиски извештаи и клучни показатели за успешноста на ДКСК. Воспоставен е систем за заштита на укажувачите, а Државната комисија за спречување на корупцијата е еден од субјектите што има значајна улога во неговото функционирање. И заради тоа, со уште поголем интензитет треба да продолжат активностите за подигање на свеста на граѓаните за значењето на оваа заштита. Најсилниот партнер на оваа институција во спречувањето на корупцијата е граѓанинот и затоа тој постојано треба да се охрабрува да ги пријавува своите сомневања за корупција во вршењето на јавните овластувања, а Државната комисија со своето проактивно и неселективно постапување да биде една од институциите што ќе им ја врати довербата во функционирањето на системот и владењето на правото. Komisioni shtetëror për parandalimin e korrupsionit në mënyrë kompetente dhe proaktive i ka kushtuar kujdes të veçantë menaxhimit me resurset njerëzore në sektorin publik, duke vepruar sipas lëndëve konkrete, detyrës zyrtare dhe hartimit të dokumenteve strategjike. Komisioni ka konstatuar rreziqe të larta dhe permanente si gjatë punësimeve, ashtu edhe gjatë emërimit të kuadrove udhëheqëse në institucionet shtetërore dhe publike. Keqpërdorimi i autorizimeve diskrecionale, dobësitë dhe shkeljet e vazhdueshme ligjore, ndikimi politik, nepotizmi, kronizmi dhe klientelizmi, dukuri këto vazhdimisht prezente në procesin e menaxhimit me resurset njerëzore në sektorin publik, cënojnë rënd të drejtën e barazisë në konkurim, sistemin sipas meritave, profesionalizmin, integritetin individual dhe atë institucional. Të gjitha këto dukuri devijante së bashku janë dere hapur për korupcionin si e keqe që minon institucionet demokratike, ngadalëson zhvillimin ekonomik dhe proceset eurointegruese, nxit egzodin e të rive jashtë vendit, cënon qeverisjen e mirë dhe sundimin e së drejtës. Andaj vullneti politik dhe pazaret politike duhet të përfundojnë në momentin kur shëndrohen në ligje, ligjet duhet të implementohen, mos implementimi të sankcionohet, të korruptuarit duhet të goditen pa mëshirë. Во овој 5-годишен мандат, како Државна комисија за спречување на корупцијата, низ 4 изборни циклуси ги следевме активностите на политичките партии, но и однесувањето на политичките представници на државните и општинските органи и институции во однос на злоупотреби и користење на ресурсите со кои располагаат, а во интерес на партиски активности. За утврдените состојби, издадени се 4 извештаи, објавени на веб страната на Државната комисија и поднесена е една иницијатива до јавното обвинителство за кривично гонење на една политичка партија за утврдени злоупотреби при финансирањето на изборната кампања за предвремени парламентарни избори. Со голема проактивност како членови на работната група за измени и дополнување на изборниот законник, успеавме со измени на одредени одредби да ги зајакнеме надлежностите и контролните механизми на Државната комисија, но и да наметнеме поголема транспарентност на институциите за време на изборниот процес.
Со последните измени и дополнување на изборниот законник, кој работната група неодамна ги достави до владата, Државната комисија предложи решенија за укинување на буџетското финансирање на политичкото рекламирање, подобро прецизирање на забранетите активности и поголема транспарентност на трошоците на изборните кампањи од сите субјекти кои учествуваат во изборите, а се со цел намалување на корупцијата во изборниот процес. Интегритетот е основа за спречување на корупцијата. Имајќи ги предвид состојбите, секојдневните случувања, како и оценките за корупцијата во земјава, очигледно дека многу мора да се работи на јакнење на личниот интегритет, но и на интегритетот на институциите. По основа, институциите се огледало на службените лица што ги раководат и што работат во нив. Во оваа насока и во функција на исполнување на превентивната улога, ДКСК, со поддршка на делегацијата на Европската Унија и мисијата на ОПСЕ во Скопје, подоткри политики за интегритет и повеќе документи за имплементирање на системот на интегритет во институциите на централно и на локално ниво, како и електронски систем за следење на примената на политиките на интегритет. Со меѓународна поддршка изработивме анализи за злоупотреба на дискреционите овластувања не само во делот на вработувањата, во делот на доделување на лиценци, дозволи, договори, концесии, но и за злоупотреба на дискреционите овластувања во делот на урбанизмот и градежништвото. Исто така, направивме проценка на ризиците од корупција во правосудството во Северна Македонија, а на аудитот проценката, заедно со препораките, ги проследивме до соодветните институции за подобрување на интегритетот и градење политики во клучните стратешки документи на земјата во врска со судството. Изработивме и анализа на непродуктивните трошоци за апанажи, за користење на службени возила, за службени станови и предложивме мерки за нивно намалување. Од направените анализи произлегоа бројни укажувања и препораки кои за жал не се имплементирани. Комисиони штетрор për parandalimin e korupcionit zbaton dhe inicion zbatimin e ligjeve, inkurajon forcimin normativ dhe institucional, krijon politika dhe masa kundër korupcionit, nxit bashkëpunimin ndërinstitucional dhe zhvillon kulturë juridike. Vizioni kryesor i komisionit është krijimi i një sistemi efikas për parandalimin e korupcionit dhe kjo mund të arrihet më së miri përmes kontrollit kundër korupcionit në legjislacion. Theksojmë faktin se rekomandimet e dhëna nga komisioni japin një kontribut të rëndësishëm në miratimin e ligjeve cilësore dhe në veçanti me këtë veprim parandalues ndikohet në uljen e korupcionit. И така дојдовме до крајот на нашата мисија и работа во Државната комисија за спречување на корупцијата.